Добре дојдовте во галеријата Метаноја. Поводот е навистина одличен, а тоа е отворањето на изложбата Патина на љубовта, чиј автор е скулпторот Синиша Новески. Ве молам аплауз за това. Во контекст на вчерашниот ден, на кој се сеќаваме на празникот на љубовта и денот на виното, го потврдуваме милениумското библиско предание дека Бог е љубов и човечката љубов произлегува од неа, како и тоа дека виното, според еден библиски псалм, е подарок што го весели срцето. Патина на љубовта е поставена во контекст на вчерашните два празника, во кои почнува да се најавува се поголемата сила на животодавното сонце. Ова временски се наоѓа од прилика на половина помеѓу Божик и Великден, меѓу одбележувањето на раѓањето и на воскреснувањето на Христос, два силни символи за животот. А животот неизбежно создава патина. Љубовта и виното, како символ на радоста, ја создаваат патината на секој кој живеел, живее и ке живее. Љубовта и радоста се суштински состојки за живот во благосостојба. Сублимирани преку уметноста, тие се темелени во највисоките нуминозни достигнувања на човештвото. Така се возвишува нашиот индивидуален и колективен дух. А мислам дека отварањето на изложби баш го потикнува тој колективен дух. И многу се радувам за оваа изложба, да си ускочам малку во овој текст. Од овие причини, а и заради врвните естетски остварувања на Новески, радоста е исклучителна, што 20 на негови дела се изложени во овие камерни простории и можам да кажам дека ова е веќе тука некаде 14-та, мислам, изложба во овие простории и веќе се создава така еден дух на заедништво, можам да кажам, во овие простории и треба тоа да го негуваме, што повеќе и камерни простори, и големи простори, секакви простори кои што ја негуваат уметноста. Како што можете и сами да се уверите, скулптурите на Новески пулсираат со оностран јазик и на конкретен, тактилен начин, метафорички, буквално го оделотворуваат мечтателниот ум на скулпторот. Љубовта како најпосакувана нематеријална човечка придобивка и виното како заеднички именител на најпрефинетото творештво на човечки гени, Новески ги преточил во формите на неговите скулптури. Сите тие сведочат за љубовта со која се создавани и ја покажуваат патината, потикната од креативноста, вештината и знаењето на Новески. И тука морам повторно да се уфрлам, да кажам дека навистина со Коста не го познаваме долго авторот, меѓутоа сме навистина импресионирани од сестраноста и знаењето на многу теми на еден ваков автор и тоа посебно не радува, зашто тој може да ги пренесе сите тие естетски карактеристики, меѓутоа исто така она човечкото и човештината што е, мислам, многу важно за промоција на делата, уметнички дела. Галеријата ова изложба ја остварува во соработка и со Балканскиот институт за вера и култура, чиј председател е рецензент на оваа изложба и морам да кажам дека навистина со такви големи задоволства ги пишува овие уметнички рецензии, да, иако тој има напишано доста, можам да кажам дека со такви восклици на воодушевеност го немам слушнато за ништо друго што пишува од овие уметнички рецензии. Така што тој ентитет чија визија е примена на најдобрата теорија и пракса од христијанското предание кон благосостојбата на сите што живеат во Македонија. И ете ние како некој што талка, како и Симиша на некој начин заедно со супругата низ Америка, Англија и така натаму си доталкавме назад во Македонија
и многу не радува тоа што сме тука и што можеме да придонесеме бар со некои капкички ту и тамо, и верувам и понатаму и на позначајни начини за тој придонес на оваа земја, што е јас како некој што не сум македонка, секогаш користам таа прилика да кажам дека навистина ве почитувам и ве сакам како македонци и ми е голема радост да на било кој начин бар малку придонесам кон македонската промоција на македонска култура. Скажувам благодарност до авторот Новески, кој ги довери своите скулптури да бидат изложени во оваа галерија, зашто се чувствуваме навистина почестени. Тој изложувал насекаде низ светот и во многу поголеми простори и навистина насекаде низ светот, така што сме почестени што се изложени во галеријата Метаноја. Исто така и до спонзорот на вечерашниот коктел, господин Душко Наумовски, собственикот на винаријата Пешна, господин Наумовски од Македонски Брод, од истото место каде што доаѓа нашиот автор. Така што навистина благодариме. Благодариме на сите медиуми кои ги покрија овој настан, особено на 24 вести на македонска телевизија и за интервјуата што ги веќе направија во овој простор и кои што во следните неколку дена ќе може да ги проследите. Се надевам ќе биде и повеќе интервјуи во тек на трајањето на оваа изложба што е 3 недели. И ви благодарам и вам на сите што сте тука заедно со нас. Нека досега создадената патина на љубовта ни биде потик за уште повеќе љубов која ќе создаде уште поубава патина. А македонци се, ако се нешто, тоа е таа патина, убавата патина, која што е толку убава. Во име на галерија Метаноја ве посакувам многу љубов и многу радост. Јас уште на самиот крај ќе ви се обратам, ќе кажам некој збор. А сега сакам да го представам доктор Коста Милков, кој што е рецензент на оваа изложба и кој што исто така ќе ви се обрати. Благодарам. Благодарам за овој убав повед. Искажувам добре дојде на сите во галерија Метаноја. Заедно да се радуваме на уметноста која го возвишува човечкиот дух, човечкото срце, човечкиот ум и се разбира човечките тела, да не заборавиме и на тоа. И затоа вечерва сме тука да зборуваме за патина на љубовта, која истовремено е најдлабокиот израз на животот. И затоа мојата рецензија на оваа изложба Патина на љубовта е нареков зреење на животот. Како созреваме заедно од најмали нозе до најзрелата возраст во нашите животи. Од сите епови, антички филозофи, па се до современата музика, љубовта е водечка тема. Среќата, смислата, благосостојбата, сите тие се поврзани на еден на друг начин и без состојката љубов, нив исто така ги нема. И тоа не зборувам само за љубов како романтична врска, првенствено за тоа кој што најчесто ни доаѓа пред очи кога зборуваме за неа. Туку зборувам за љубовта како порив на човештвото, како општ, универзален порив на сечие човечко срце. Љубовта ја има смислата кога или таа е целисходна, кога таа е исто така и заедна. Не може човек да има љубов сам за себе. Не може да живее во изолиран простор. Љубовта предпоставува други. Љубовта предпоставува на тој начин правење простор за некој да дојде доволно блиско во довербата на нашата и на нивната преградка. Затоа љубовта како општо, животот е процес на зреење. А плодовите, ќе се согласите со мене, и виното се најубавата метафора за таквото зреење. Само најдобрите вина можат да останат долги години во некакви визби и тие да растат и да стануваат се подобри и да стануваат се пожелни. А времето станува сојузник на таквото зреење во создавањето на најубавата патина од животното искуство.
И во оваа смисла поврзаноста меѓу љубовта и виното е легендарна, не морам во тоа да ве уверувам. Посветеноста и времето се сојузници на најдоброто вино, а истото е случај и со животот. А патината е интимно поврзана со вајарството и со скулптурата. Времето и физичките околности се тие што учествуваат, стануваат соучесници во создавањето на уметноста. Уметникот мора да соработува со неговата околина, мора да има добро, не само добри раце и добри очи, туку треба да има добро чувство, перцепција за реалноста околу него, за да може со неја да создава патина која што сите нас ќе не вдуши. И Синиша Новески со овој избор на дела за изложбата Патина на љубовта зборува со уметнички јазик токму за животот и за љубовта како главен двигател на ова најголемо животно таинство. Љубовта е таинство, животот е таинство. А според Новески, од она што јас можев да го согледам во неговите дела и од она што можев да го исчитам од разговорите и од она што тој го има кажано и напишано, животот е страдање. И вие се ќе кажете, како, Синиша, животот, страдање, каде тоа? Сетете се на зборот патос, од каде тоа доаѓа. Доаѓа всушност од пасивноста на тоа дека нешто ни се случува на нас како субјекти на постоењето. Како влијаеме, така врз нас и се влијае. Така што сите ние заедно, ако сме живи, а живи сме, фала на Бога, страдаме. Само што ќе направиме со тоа страдање е големо животно прашање. Не постои живот во вакуум. Животот почнува со зачнувањето, а тече од раѓањето. А сите сме родени од мајка. Така јас го почнувам овој осврт на неколку од скулптурите на Синиша. Првата скулптура за која што говориме се вика мајка со дете. Меѓутоа, мајката е бремена, мајката го чека детето. Така што она што го гледаме на таа скулптура е суптилно изразена во реалистичното стилизирано дело. Така што скулптурата интуитивно го поврзува наблюдувачот со поимот мајка која очекува дете. Дланките нежно ги допираат страните на стомакот кој суптилно покажува дека таму расте возљубено бебе. Тука е веќе воспоставена комуникацијата меѓу мајката и нејзиното неродено бебе. Главата е благо наведната надолу, како во некаква контемплација, во некакво созерцание на она што следи. Еј, луѓе, ќе бидам мајка и ќе имам дете. Долго време тие ќе бидат неразделни. Но не само тоа, тоа е веќе предвкус на она што зборуваме за оваа скулптура тука, фамилија неразделна. И тоа неразделноста не е само физичка, таа е состојба на умот и на срцето. Ова е надреалистично дело изработено во бронза, а не него патината доаѓа до израз. Белезите на живеењето се видливи, а овие тројца се неразделни. Секоја радост, тага, задоволство, болка ги обединува во нивното заедно искуство на постоењето. А зреењето на детскиот живот го гледаме во тоа што меѓу таткото и мајката детето е на исто рамниште, затоа што тие држат. Што несомнено посочува на љубовта, на воспитувањето и на подигањето на идна генерација. Основата е љубовта. А љубовта е најчестата тема на животот, затоа што ни е од пресудна важност и затоа што толку трчаме по неа и цело време ни личи на фата моргана. Цело време трчаме да ја најдеме и цело време ни бега. Како да го бараме почетокот, врутокот, раѓањето на виножитото? Трчаме по него и не можеме да го најдеме. И од тоа се состојат толку многу секвенции од нашиот живот. А Синиша направил неколку такви секвенции, абстракции од животот, ги земал и ги замрзнал во времето на својот креативен начин, за ние да можеме да не трчаме, туку да застанеме и да кажеме, значи тоа се случува. А тоа се случува, значи, во секвенците на потрагата по љубовта која живот значи. И Синиша извајал една прекрасна скулптура, која на еден начин се вика македонски пиреј, на друг начин се вика семејство од корнати, за сите вас кои сте таму можете да ја видите. И гледаме една абстрахирана, универзална човечка состојба од корнати, на кој било начин. Речиси целата скулптура е во корења, торзо
и ако забележавте, има многу мали глави. И за мене тоа е веќе подсвесно што Синиша толкува. Доаѓајќи од ова поднебје. Знаете на иконите кои гледате светителите, што најмногу се забележува на иконата на светителот? Се забележува неговото чело и неговата голема глава, затоа што тоа осознава дека неговиот ум е просветлен и тој станал совршен. Македонскиот Пиреј е далеку во моментот од совршенство. Меѓутоа, сите знаеме од Петре М. Андреевски, македонскиот Пиреј е метафора за неумоливиот копнеж да се живее како свој на свој. Копнееме по тоа. Како успеал Новески да не доведе до тој миг сите заедно во тие корења, биле македонци или не, да не помакедончи. Откорнати. Судбината на секој човечки род и на секоја човечка генерација. Колку е тоа исцрпувачки? А исцрпувачки е. И Новески не воведува во нова фаза на исцрпеност со прекрасна, контемплативна, длабока, символична фигура која се вика Липсан. На Липсаното тело, на неговото тело има многу лузни и многу патина. Знаете што? Гравитацијата не одржува во живот. Тоа е мистериозна сила која држи цела Вселена заедно. Иначе ќе одлетаме во атоми, ќе не снема. Меѓутоа гравитацијата не ни е секогаш сојузник. Тежи, не влече надолу. Паѓаме, липсуваме. А телото уморно од животот со грудка во градите, како што е прикажано на скулптурата, абстрахиран сублимат на прашањето: вреди ли што било? Вреди ли што било? Новески има одговор. Синиша има одговор. Одговорот е во годината на конјот. Прекрасна, надреалистична, речиси постмодерна фигура на конј. Конјот е највозвишеното, но и најстрашното во историјата на цивилизацијата. Одлика која фасцинира, а тоа е дека конјот не е баш како луѓето. Ке се седите со мене сите што сте го читале Бранко Чопич за неговата култна книга Башта слезове бое и во неа култниот расказ Ти си конј, каде што самарџијата доаѓа кај дедото на Бранко Раде и му вика: Раде, и тоа кај него дома: Раде, ти си конј. А Раде изненаден и вознемирен вика: фала ти многу за комплиментот. И му вика: Раде, не ме слушаш, не ме разбираш. Абе, конј си. Ај објасни ми. Вика: Раде, абе, се случило ли некогаш некој конј на друг жената да му ја украде? Се видело ли Раде конј да е пакосен и завидлив? Туѓата среќа со очи да не може да ја види? Раде, ти си конј. Грациозноста и животниот елан слеани заедно. И шарани со патина. И се радува зашто му се радува на животот. И доаѓаме до следната скулптура која се вика Будење. Еве ја, ова е химера меѓу пепел и човек. И знаете што, во митологијата, не барајте, нема да најдете, ова е класично македонско, бродско дело, химера создадена од Синиша Новески, човек пепел. Во митологијата имаме само пепел, војникот кој заспал па показна го претвориле во пепел, и имаме нешто што се вика хипа електри, што значи конјо пепел. Но немаме човеко пепел. И Синиша многу убаво е нарекол оваа скулптура Будење. А што значи тоа? Повикане сме на будење. Вели, го цитирам сега Синиша, го повикува наблюдувачот да се разбуди за својата поврзаност со природниот свет. Оваа година часовникот на судниот ден е поставен на 90 секунди пред полнок или пред катастрофа. Затоа Синиша преку оваа скулптура ме повикува на будење од антропоцентричниот сон за супериорноста на човечкиот род над се живо и неживо кое не носи сите нас неповратно во пропаст. Мораме да се разбудиме, затоа што овој живот е чудо, појавно нам живите и обичени секој ден, секој од нас што е жив и што се родил, најобично, најпримерно, највообичаено, дури издодевно му е да е жив. А истовремено, ако погледнеме статистиката на веројатноста, сите ние сме апсолутни чуда на природата. Онтолошки и статистички, ние во животот гледаме додадена вредност, а има ли од жена поголема додадена вредност? Така зборува Синиша. Жена со гитара,
жена со виолина, жена и везелка. Замесот е својствен за сите четири. Да се биде жена и да се действува како жена е историски подвиг. Еманципацијата не почнува првенствено со расната, класната, верската, националната, етничката, религиозната еманципација. Таа почнува со родовата еманципација. Од почетокот на разговорот на Исус Христос со презрената Самаријанка на кладенецот среде Кладне, па до Дороти Деј и до Симон Вејал, патеката е долга. Ги гледаме жена со гитара и жена со виолина, кои се вокациски со традиционалната везилка. Она што Новески го представува дека овие не се женски музичари, туку ова се врвни музичари кои по некоја случајност се жени. И тогачно доаѓаме до три метафори за љубовта и за животот. Крилата тежат, кошава и Дунав и Сава. Крилата тежат е метафора за сето она што го карактеризира нашиот живот. Тежок е. Меѓутоа истовремено, иако крилата знаат да бидат тешки, тие се уште по дефиниција се крила. Доаѓаме до екзистенцијална криза во нашиот живот, меѓутоа на кинески. Мене ни е кажано дека зборот криза се состои од два збора. Едниот значи опасност, а другиот можност. Секоја криза не води во нова можност. Кризата на новата можност е дар што возвишува. И оваа тема продолжува со скулптурата Кошава. Едно од моите омилени и многу ми е жал што ја нема тука вечерва. Успел Синиша да го зграбчи белградскиот прочуен ветар кој дува со 130 км на час и да го фати во моментот. Преубава скулптура на жена која оди напред исправена. Ветрот не ја дефинира неизе и таа не е стуткана, туку исправено стои. Колку повеќе кошавата дува, толку повеќе незиното присуство се чувствува. Синиша успел да ја долови токму таа, јас би рекол, етеричност на мигот и херојско дело на постоењето. Колку посилна е кошавата, толку поприсутна е жената. А патината на љубовта е споена со патината на животот. Знаете каде? Таму каде што се спојуваат Сава и Дунав, на Ушче, под славниот Каленегдан. Имаме прекрасна представа на двете реки кои се спојуваат, меѓутоа се поставени така грб со грб, еден за друг и во една агониска потреба да се видат. Така што јас би рекол, оваа прекратка грб со грб всушност е представено агонијата на овие две тела да се свртат еден кон друг и очи во очи и наместо се во преградка да паднат до бакнеш. Љубовта е прикажана со античкиот идеал там. Телата се со совршени пропорции. Нема ништо вишок и нема ништо помалку. Тоа е полнотата на човечкото постоење. Патината ништо не одзела, само додала на убавината кон која животот, заснован врз љубов, постојано се стреми. На тоа не повикува авторот Синиша Новески. Ова е неговата вечерна и трајна патина на љубовта. И благодарам. Почитувани дами и господа, после бавите говори на Коста и Наде, само и сакам да бидам многу краток, да ви се заблагодарам на вашето присуство. Нема многу да зборам, тоа што сакам да го кажам преку скулптурите. Единствено би ме повикал само да пробам од виното надвор што е на копка. Ви благодарам уште да присуствувате. И јас себе да се приклучам само еден финален збор, значи изложбата ќе трае 3 недели до некаде 6 март, поканете други. Во тек на оваа изложба Синиша ќе биде некој денови тука, ќе ви извести за тоа. Исто така можно е дека во тек на овие 3 недели ќе организираме уште некој настан тука, размислувавме нешто некако музички настан, можеби поетски, нешто така, за што повеќе луѓе да ја видат изложбата, меѓутоа и вие сите сте добре дојдени да не следите и да откриете кој од настаните следат. И благодариме многу, почастуваме се и од наши. Уживајте во вечер. Да.
Thank you.